Владата не размислува за избори, туку за реформи и годинава тоа е приоритет. Премиерот денеска вака ја дообјасни својата вчерашна изјава дека набрзо ќе има избори, што дел од јавноста ја протолкува како најава за предвремени парламентарни. Во однос на можноста за избори во 2027 година наместо редовните во 2028, Мицкоски одговара дека и до година приоритет ќе остане економскиот развој, но партијата е секогаш подготвена. Има некои од партиите што се исплашија од таа изјава, ја следам од избори, но мојот став вие го знаете. Мојот став е дека оваа година избори нема. Оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори кои што ќе се случат наскоро во пролетта 2028 година. А дали 2027-та е опција, знаете дека ВМРО-ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните. Иако дел од дилемите се расчистија и редовните избори се посакуваната опција за власта, сепак во еден дел од владиниот кабинет се појавува разногласие. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани денеска децидно кажа дека е за предвремени избори. Тој во владата влезе како кадар на коалицијскиот партнер Вреди, но веќе дефинитивно е дека се разидува со нив. Порача дека повеќе не е дел од коалицијата која наскоро прераснува во еден политички субјект, во албанскиот блок. Сите сме за предвремени избори, освен Влен. Сум за предвремени избори, бидејќи од тука потекнува и вистинската демократија. Социјалдемократите во изјавата на премиерот Мицкоски сепак гледаат најава за изборно соочување, а не погрешно протолкувани зборови. Според опозицијската партија на власта и се брза за избори, затоа што бизнис шемите набрзо ќе бидат под лупа. Со падот на неговиот пријател Орбан почнува распадот на криминалната мрежа што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. Коалицијата му се распаја, пратениците го напуштаат мнозинството разочарани. И кога нема резултати, кога нема пари и кога нема решение, нападни опозицијата и создавај тензии. Тоа е рецептот на Мицковски. Во албанскиот опозицијски блок, Алијансата за албанците, предводена од Арбен Таравари, побара собранието да распише предвремени избори, со реториката дека за албанците изборите се единствениот спас од Вреди. Оценуваат дека власта нема политички капацитети, а трпат граѓаните, со високи цени, ниски плати и безнадежна иднина.